Сега е 18 часот и 48 минути. Ја следите емисијата на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини, Јони, Бети и Треновски. Почитувани слушатели, Facebook следбеници и пријатели, како што знаете, секоја сабота ова време е резервирано за разговор со наши гости. Денес наш гостин е господинот Сотир Костов, политички аналитичар, поранешен обвинител и колумнист. Со господинот Костов ќе разговараме на теми кои се од општ интерес за сите нас и за теми кои не тангираат нас без разлика каде и да сме. Токму така, почитувани, со господинот Костов ќе разговараме за сивилото и црнилата кои ни ги носеше и се уште ни ги носи оваа ненародна аздисана власт. Ќе зборуваме за лошите сеќавања од 2023 година, но и за надежта во оваа 2024. Ќе зборуваме за неспособноста и некадарноста на ненародната власт. Ќе разговараме за упадот во контролната кула на МНАВ и за одлуката на владата во разрешување на случајот. Ќе зборуваме и за однесувањето на МВР за овој случај. Ќе зборуваме и за Талат Џафери, кој наскоро треба да седне на премиерската фотелја, со што Македонија ќе биде единствената земја во светот за премиер да има поранешен припадник на паравоена структура, која во 2001 го загрози интегритетот и поредокот на Македонија. Ќе зборуваме за предлогот на председателот Стево Пендаровски за корекцијата во законот за лични документи поради насилната промена на историското име на Македонија, со што би се пролонгирал рокот според Преспанскиот договор, односно договорот од Нивици. Ќе разговараме и за изјавата на Пендаровски дека само денови не делеле од екстрадицијата на осомничениот двоен убиец Љупчо Палевски Палчо. Ќе анализираме целта и позадината на оваа негова изјава, која е дадена во време на она што се случи во контролната кула на МНАВ. Ќе зборуваме и за молкот на институциите поврзан со судската одлука дека повторниот притвор на Јане Ченто бил заснован на лажен исказ на вработен во МВР. Ќе зборуваме за правосудството и за пораките од холандскиот амбасадор во Македонија Дирк Јан Коп, дека европскиот пат на Македонија е загрозен поради корупцијата и политичкото влијание во правосудството. Ќе анализираме зошто и со која цел овие пораки амбасадорот Коп најпрво и тоа лично му ги кажа на лидерот на ДУИ Али Ахмети. Почитувани, ќе зборуваме и за неминовната тема, тоа се парламентарните и председателските избори. Токму така, почитувани, ова се само еден дел од темите за кои во следните 80 може би и повеќе минути ќе разговараме со нашиот гостин господинот Сотир Костов, кого во овие моменти преку видеолинковско поврзување ќе го поканиме да ни се приклучи во студиово на Македонски корени. Се надаваме дека нема да имаме проблем со звучниот сигнал. Господине Костов, добро јутро и добро им дојдовте на Македонски корени. Добро ве најдов, дали ме слушате? Супер. Па најпрвин и они Бети среќни новогодишни и божични празници, да сте ми живи и здрави сите вие македонци во Австралија, а секако тоа важи за сите македонци во Македонија и во светот. Не знам, нешто многу ме исплашивте, за многу теми ќе зборуваме, ама добро, имајќи предвид дека прошлиот пат кикснавме од некои технички проблеми, ќе ги платиме пеналите, што би рекле. Само што не исплашите, друго ништо не е. Да, ќе се обидиме да дадеме одговори. Ама добро е што се е во ред. Да, се надевам дека Филип ми помогна овој пат се е во ред. И се надевам дека ќе барем оноку колку можеме ќе одговориме на барањата на вашите слушатели и гледачи. Инаку, што да кажам за почеток, ова за мене е година на промени, година на големи надежи. Ево и јас во тој прилог ќе се потрудам оваа година, немој да ми се налјутите, помалку да излегувам во јавноста, повеќе на терен да работиме, бидејќи ни треба промена на многу нешто и тоа корените промени. Ајде да си ја почнеме работата, да си ја вршиме. Добро ви утро и од мене, господине Костов, среќна нека е новата година.
Ви благодариме што и овој пат не удостоите нас, но пред се нашите гледачи и слушатели. Не причитувам огромно задоволство што сте заедно со нас и со сите слушатели и гледачи на Македонски корени и секако се надеваме дека ќе го задржиме вниманието, како што рековме, на сите нив. Задоволството е обострано. 2023 година е зад нас и го чекориме 13-тиот ден од новата 2024 година. Благодарение на ненародната власт на СДСМ и ДУИ заедно со нивните коалициони партнери, 2023 година помина во едно невидено синило, кое беше многу поблиску до црнило, вклучувајќи го и двојното грозоморно убиство на малата Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. На крајот на 2023 година излези една анкета на Market Vision, со досега невидени фрапантни податоци. Според таа анкета, близу 90% од граѓаните мислат дека корупцијата и криминалот расте, а нешто повеќе од 80 мислат дека Македонија се движи во погрешна насока. Како вие гледате на сето тоа? Дали вие ја видовте Македонија онаква како што и ние ја видовме, или ве убедија оние од ненародната власт дека имате погрешна перцепција? Ако не ве убедија, ќе можете ли да ни дадете една ваша кратка анализа за 2023 година? Да, ќе се обидам инаку да ти кажам, беди по природа сум многу сомничав човек, имајќи во пред 40 години со што се бавев, така да мене човек да ме убеди е многу тешка работа, од причина, ако не ми презентира факти, аргументи непобитни, докази, тогаш кревам раци и јадам дека сум убеден. Али ова ненародна власт мене никој пат не може да ме убеди во нешто, од причина што самиот збор кажува дека таа е ненародна, знаеме на кој начин дојде и мислам дека тука нема што да се убедуваме. Па добро, направив ја една моја анализа кога пишував за минатата година, мислам, кога пишував за дали имаме формална или суштинска демократија и дали имаме демократија без народ. И дадов таму некои основни карактеристики. Не знам дали имаме време тоа во танчина што се вели да ја кажам, но во една кроки анализа кажува дека минатата година беше година на намачена Македонија, обезличена Македонија, посрамена Македонија, намачен народ, социјално, економски, во секој поглед, оплачкана Македонија, Македонија во која царуваше корупцијата, Македонија во која влезна карта за институциите беше непотизмот, коронизмот, а се влегуваше таму за да се стапи во контакт со криминалците, да се направи организиран криминал, да се опхачат фондовите, институциите кои доделуваат грантови или не знам кои какви се работи што требаше да послужат за народот, за развивање на свеста, на демократијата и така натаму. Ништо тоа не се случи. Напротив, имавме многу афери, многу скандали. Да не зборувам, онкологија, Бехтел, Јенка, еве го најновиот МНАВ, брука невидена, јас од таму зедов пензија. Тоа мене ми беше последните 22 години работно место, да кажам, МНАВ, агенција и Комитетот за истраги на несреќи, убиства на Вања, на Панче, не знам, здравство без лекови, школство без учебници, околу убиствата не само овие, пукањата и убиствата Шише бар, Изгеј два пати луѓе па не уче логиката и разумот, ако еднаш се случило криминал, постави луѓе таму, можеби што на познатата сторителот, криминалецот секој пат се враќа на место на злословството, па фати го, не, имаме неодговорна полиција, неуко обвинителство, судство кое ги утнува без малку сите работи, така да еве, тоа е, многу ми е криво што вака даваме на црна слика, а знаете како, и не е толку црна, ведејќи ние сме живи и здрави, ние, како што вие на почетокот рековте, имаме надеж, ние сме спремни за промени, обат промените има да видат корените, што вели Фром до коренот ќе одиме, така да, коренот се знае во ова злото што го кажаве, корупција, организиран криминал, непотизам. Господине Костов, рековте, многу ви е криво, меѓутоа не во нас вината, ни во вас.
Тоа го наложи оваа влада ненародна, затоа ние рековме дека таа не ги донесе тие сивила и црнила во изминатата година. Инаку, оваа година е престапна година и во неа зачекоривме со надежта дека ќе ни биде многу подобра од претходната. На прагот сме на парламентарните и претседателските избори и наскоро ќе започне официјалната кампања. Опозицијата најавува промени кои искрено се надеваме дека ќе ги донеси. Од старата 2023 година, вие спомнавте, ги понесовме лошите сеќавања, бидејќи толку лоши што не можевме и не можеме да ги заборавиме, меѓу кои се морбидната афера со случувањата на клиниката за онкологија, како и грозоморните убиства на малата 14 годишна Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. До ден денешен за морбидната афера на онкологија нема никакви покренати обвиненија, ниту пак политичка одговорност. А случајот со грозоморното двојно убиство го затворија во магичниот круг наречен лавиринт и секојдневно протекуваат информации, како например оние кои што пред некој ден излегува во јавноста, а тоа се фотографии и видеа кои ги објави српскиот политичар Срđan Nogo, а кои информации воопшто не се совпаѓаат со оние на Министерството за внатрешни работи, пред се на министерот Оливер Спасовски, но и на обвинителството. Како вие гледате на овие две одвоени случувања, на што упатуваат и кон што водат? А не гледам добро, да ви кажам. Што се однесува до онкологија, точен е поимот и изразот што го рековте, морбидно нешто, ван секој разум, ван секоја памет, ама за мене работиве, вака би рекол, видовме се, чувме се, разбравме. А видовме какви луѓе биле на местото министер за здравство, какви луѓе биле пред се од морален и етички аспект, па ако сакат и политички, директори на клиники, луѓе кои имат амнезија, луѓе кои не знаат што им се случувало во ресорот, и за мене работата е јасна. Председателката на комисијата Рашела си ја заврши. Ја знам да проценам кој е добар истражувач. Јас сум цел живот истражувач. Значи, и порано во судството кој бев, тамо ја научив основите на истрагата, а и во воздухопловството 7-8 години ги истражував несреќите. Јас видов дека таа господја со комисијата, целата комисија, ја го положи испитот. Тоа што не го усвоија записникот, тоест заклучоците, извештајот, тоа е друга работа. Тоа е лицемерието, дволичноста на власта. Им наредија да не го изгласаат и готово. Ама ние се видовме, ние се чувме. И сега за мене на преден план е моралната одговорност во една ваква истрага и политичката одговорност. Ке дојдат денови кога тоа ќе биде завршено и во пракса. Сега, некој велеше, ова е паралелизам, не се согласувам, некои правни експерти. Не, јас со нив не се согласувам. Постапките кривични следуваат. Оваа истрага покажа дека многу нешта таму не штимале, многу нешта биле против законот, не биле запазени протоколите, процедурите и да ми простете, многу нехумана работа. Наместо да ги спасуваме луѓето, да им ги одаваме диагнозата и лековите, некој им ставал некаква течност, дали е вода или не знаеме што, и полека луѓето умирале на жалост. Така да за мене таа работа е завршена во ова фаза, се видовме и само се посрамилти власта што не смогна снаги да признае. Да, сгрешивме. Признаваме одговорност, ќе се поправиме. Ама тоа го прават само доблесни луѓе и вистински христијани кои знаат што е морал и етика. Ова власт тоа не го знае. И како да ви кажам, ни не очекував, да бидам искрен, дека тие нешто ќе признаат. Ама како и да е, мене ми е јасна работава и со квалификативите што ги кажавте вие, јас се согласувам, така да работава ќе тргне понатаму, ако дојдат до посекуваните промени. Ако не дојдат до промените, не сакам ни да помислам за тоа, Господ нека ни е на помош.
За неколку дена во премиерската фотелја треба да седне досегашниот председател на собранието Талат Џафери, човекот кој најповеќе е познат по неговите скандалозни одлуки и прекршување на деловникот за работа во собранието, но и по тоа што ми се чини е единствениот во светот кој ќе биде премиер, а претходно поточно во 2001 година беше учесник во паравоената УЧК во уривањето на интегритетот и поредокот на Македонија. Како ќе го прокоментирате ова и какви се вашите очекувања за неговата работа во тие 100 дена од техничката влада? Дали треба Џафери пред да се седне во премиерската фотелја да му се извини на македонскиот народ за случувањата во 2001 година? Бети, на запад каде што вие живеете и го печалите лебот за екзистенција, за вакви работи се вели немам коментар. Ама ние сме македонци, балканци и не можеме да не прекоментираме, така да не е ферски јас да кажам немам коментар. Еве вака, очекувања од Талат Џафери немам никакви очекувања да ви кажам. Ама баш никакви. Второ, тој да се извини, па ни случајно, па до сега имаше XX причини тој да се извини. Јас само ќе подсетам, може би некој ќе рече за најбаналната работа. Сетете се на неговото невоспитано, некултурно, ама ќе го употребам зборот дерење на вработените во собрание, кога наводно оделе по улица Македонија и не работеле. Под предпоставка и така да било. Не смееш така да се однесуваш прв човек на собрание на Република Македонија. Така да тој човек ништо не очекувам, да бидам искрен. Ја малку ќе ве насмеам. Ја му завидувам на кариерата на тој човек. Па ја да знаев дека така стојат работите 90-91 година, ја ќе донесев одлука да учествувам во политиката. Ама бидејќи јас сум продук на еден, растев, созревав во еден друг систем, онај социјалистички, комунистички, каде што знаеме дека имаше и некои немили, недобри работи. Ја таму мојата активност по младинска линија од локално, републичко, да сојузно ниво се искористив и реков за политиката требаат нови момци, во духот на демократијата, со нова матрица, со нова... Не било така, бе. Требало да си терорист, да навлезеш од туѓа држава во друга држава, да направиш војна, да уцениш, да изневереш една армија, ЈНА, да изневереш втора армија, АРМ, да изневереш и трета армија, таа нивната, никаквата УЧК, терористичката, да седнеш во политичката фотелја, да ти е убаво и да се заборавиш таму. Ајде, нека му е честито, не очекувам ништо од него, тој ќе се посрамоти, ќе видите, тој ќе почне со неговите познати изопачени толкувања и ќе се обиди да направи се прво. Дуи да не ги изгуби изборите, ама тоа ќе е нечесно, тоа ќе е полнење кутии, јас ги знам што прават, книга имам напишено за нив за 2020 година, а второ, оваа коалиција, малку позбогатена со уште некоја партија од албанскиот блок, да не ги изгуби изборите. Па да сме живи и здрави да видиме што ќе се случи. Ето, тоа е моето мислење за Џафери. Пред неколку дена се случи инцидентот во зградата на контролната кула на македонската навигација, каде што имаше физички напад на тројца вработени, а во момент кога над македонското небо имаше 40 авиони. За овој случај 8 се осомничени, на 4 првично им беше одредена мерка за предпазливост, а за 5 кој беше уапсен вчера, се уште се чека каква мерка ќе му се определи. 3 се уште не се достапни за прогонот на власта. Како гледате на тоа што кривичниот суд за 4 учесници во овој упад меѓу кои Беким Незири, висок функционер од ДУИ, кој упад многумина го споредија со тероризам, не одреди мерка притвор, туку само мерка предпазливост. И како гледате на поднесената жалба на обвинителството, а по која жалба во четвртокот кривичниот совет на кривичниот суд одлучи мерката за предпазливост да ја замени со 30-дневен куќен притвор. Докаде ќе ја спуштат недовербата во правосудството со користење на македонската изрека кадија те тужи, кадија те суди? Ова ли е плодот од инсталираната ДУИ во правосудниот систем? Кој е вашиот општ заклучок за сето тоа, господине Костов? Мојот општ заклучок е многу негативен, да ви кажам. А јас сум и лично погоден
како што ви кажа, до пред 2 години јас работев во МНАФ, ги знам состојбите, јас бев коректен, не зборев јавно, мојата аналитичка функција си ја обавував онака како умеам и можам, и никој пат не се представував. Сема ако не зборев за истрагите во воздухопловството, кога ги соопштувавме на јавноста, од кои причини се случила таа несреќа или сериозен инцидент и така натаму. Ама после ова ја не можам да молчам, да ви кажам, бидејќи таму има прекрасни луѓе вработени, таму има прекрасни експерти, ако сакате прво од основната дејност, а тоа е контролата на летање, па потоа ако сакате од воздухопловните инженери, па метеоработниците, па АИС, тоа се воздухопловните информации, па администрацијата, па план и развој, и така натаму, и така на human resource, и така натаму. Системот во минатите 22 години на 3 пати со мои тимови сум го поставувал. Знам како функционира, знам на кој основи е поставено, ова што се случи е невидена брука. Сега како гледам на овие работи, ме прашавте за овие одлуки што се донесува. Видите ви кажам, брука. Работата како така малку се поправи. Судот ја преиначи одлуката, ама што да донесе притвор, најстрога мерка за такви прекршители на нешто што станува загрозување на сигурноста и безбедноста на цивилното воздухопловство, тие се одлучија куќен притвор, бидејќи се плашат дека дуи ќе ги окупира и ќе им направи нешто. Ја отворено ви го кажувам тоа. Сега, кривичното дело е тоа, 303 член 2, ново кривично дело е, за жал обвинителите и судиите немат пракса за тоа кривично дело, и ја кога за еден друг медиум зборував, реков, им требаше да седнат на маса, сме седнувале 2008, 2010, 2012 и така натам, и ние сме се обидувале воздухопловно да ги едуцираме. Се дења им дававме процедури од Чикашка конвенција, Анекс 13 за истрагите, море Анекс 17 за безбедноста и овој пат е тоа потребно и така натаму. Воздухопловството е област каде што се е нормирано. Воздухопловството е област каде што работи врз стандарди и то многу високи стандарди. И во воздухопловството на преден план се стават позитивните пракси. САРП се вика тоа кратеница. Воздухопловни стандарди и позитивни пракси. Во овој случај немаме ништо. Имаме заташкување на работите и сега, прво во МНАФ, па во Агенцијата за цивилно воздухопловство, па полицијата не е ефикасна, значи брука, еве вака ќе одам поред. Брука за полицијата не успеа да ги улови 8 натрапници кои го повредоа првиот зид на безбедност, обезбедување. Вториот зид на безбедност, каде што се влегува во зградата, првиот е во кругот, вториот е во зградата, јас популарно велам рецепција, таму има 3 безбедњаци. Тие се, овој првиот, ваму што кај се влегува со кола, и овие вторите се 2 круга на безбедност. Сега натаму имаме друг систем на сигурност, кој ни случајно не смее да биде нарушен. Каде што има уште една врата, каде што не може било кој да влегува, ево ја 20 години таму сум работел, ако не покажам бедж, и ако не ме најават, и ако не кажат која е мојата цел на доаѓање, ја во никој случај нема да влезам, да ме пуштат, иако таму сите ги познавам. Значи, тоа е ред, тоа е така пропишено, тоа се протоколи. Све е нарушено, не постапуват, и реков, полицијата е брука. Не успеа да ги најде останатите 4. Вчера кога јавија уште еден нашле, другите се во бегство, а баш тие криминалците што имат досија се во бегство. Обвинителството како така за сега се заврши работа. Поднесе истрага да се гони. Судот киксна, значи судот намерно, значи да е за незнаење што зборев преска, би му простил. Ама кога го видел сообщението како еден дел од битието на кривично дело го изоставуваат, а тоа е попречување давање услуги на аеродром, мене ми стана јасно дека некој намерно го направил тоа, за да испадне дека па нема докази. Во оваа постапка, судија на претходна постапка и истрага
не се бара да презентира обвинителот докази. Обвинителот доволно индиции презентира, кажува дека е во постапка на обезбедување на докази, а доказите ќе се изведат во судската постапка. Така да брука за тој судијата, ама сега не сакам да ви зборувам и да ви кажувам кој е Пајазити, а од мене наречен Бајазит, средновековен инквизитор. Значи, срамота, кикснување на ентитетот воздухопловен, на МНАВ и на агенцијата, кикснување на другите два ентитета на ниво на држава, Националниот комитет за управување со безбедноста и Комитетот за истраги на несреќи и сериозни инциденти, и што да ти кажам, бруки. Мислам дека ќе се поправат работите, од причина што ќе дојдат сега, ќе почнат мејловите да доаѓаат од Eurocontrol, од ИКАО, тоа е Светската организација за цивилно воздухопловство, од ЕАСА, тоа е Организацијата за сигурност, од JAA, тоа е Организацијата на Обединетите воздухопловни власти. Тие ќе побарат што се случило, како се случило, само од една причина. Ниту една од нив не казнува, ама тие укажуваат на култура на сигурност, безбедност и квалитет, и тие укажуваат што треба да се поправи, за да никој пат не ни се случи такво нешто. Од прилика тоа би да кажам. Рековме, некои експерти упадот во контролната кула го споредија со тероризам. Како гледате на тоа што уставобранителите за упадот во собранието добија драконски казни, а овие за упадот во контролната кула на МНАВ добија само мерка за предпазливост? Ама еве, зборев, тоа е значи непознавање или несакање работите да ги истераме на чистина. Требаше хитно да бидат собрани, изнесени пред судија на претходна постапка и ставени во притвор. Со тоа ќе се оневозможеше да измислуваат приказки од типот Беким бил свртен со грб, не видел ништо. Адвокатите стапуваат на цена. Парите што се откраднати од МНАВ се кидат кај адвокатите. Тоа се адвокати без морал, ево ја ќе ви кажам. Тоа се луѓе без морал. Апсолутно тоа не биле натрапници, сите биле вработени во МНАВ, еден дел се вработени во МНАВ. Ама и да се вработени во МНАВ. Беким е советник на директорот. Беким што барал во салата за контрола на летање? Нема. Иако и тој е контрола на летање. Сум му бил ја директор на Беким. Тој ми бил директор на мене. Али човече, да направиш ти со 2 джипа да донесеш луѓе, да физички малтретираш контрол на летање, па тоа е инфлагранти. Значи, на лице место камери има, снимале сторување на кривично дело и требаше најстрогите, не сум ја секогаш за најстрогите казни, ама за такво нарушување пред светот да покажеме дека македонското небо е безбедно, а ние покажуваме дека македонското небо не е безбедно во тој момент, дека има порозни места за нарушување на сигурноста и на безбедноста, а не се постапува соодветно. Како воздухопловните власти, така и државните власти. Така да, сосема има право, кога велиме дека не се донесува вистинските мерки. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Артан Груби дека дој немала никаква врска со упадот во контролната кула на МНАВ, туку дека тоа било недоразбирање помеѓу вработените, вклучувајќи го и Беким Незири? Што да коментирам, тој човек од кој дојде на таа функција само бруки ни прави и опсе него искористи како што треба. Едноставно лицемерие, ама многу добро им врати овој холандскиот амбасадор кога им отиде у Мала Речица и им ги испорача пораките. Така да многу лошо ја коментирам, искање на капата, на муата од капата и едноставно немање доблес и морал да се признае грешка. Доеден се сите нивни луѓе. Фахрудин Хамиди Фарко, директорот што го сменија. Беким, другите натрапници,
ако гледавте една емисија на една телевизија, 24 ТВ, кога Груби се фалеше, овој ми е друга, овој ми е друга, овој е друга, но рекле му рече, шо е ова, вика, сите, тебе ти се другари, демек. А пази кој му се другари? Еден до еден криминалец или сторител на кривични дела. Еве матрицата на Дуи. Со криминалци се дружиме, заплашуваме, а ако ќе треба да признаме, не. Ние не сме со нив, ние сме најголеми борци против криминал, против корупција и така натаму. Лошо коментирам, дури преку глава ме веќе од нив. Така, како ќе ја прокоментирате постапката при разрешувањето на новите назначувања во МНАФ од страна на владата после на насилно влегување во контролната кула за летање? Дали владата е таа која треба да каже кој е добар, а кој не е добар контролор? Дали со овој чекор владата потврди дека партиските канџи ги има ставено и онамо каде што не смее да ги стави? Да, тоа е лоша постапка. И он повеќе од очигледно, значи очиебејно е дека и владата и партиите ги имаат ставени. Сум го осетил јас тоа, го знаев јас тоа, укажувавме со наши интерни акти, не сакаат да преземат ништо и еве до кај дојдоа. Тие сами се заглавија во глипта, да не речам во изметот воздухопловен што го направија и сега очајнички ни помош не барат, туку нас не убедуваат во нешто што не можат да не убедат. Значи, не знам, тоа е отсуство на секаква чувство за одговорност и морал, а видите ви кажам, во такви случаи се има процедури. Се активираат органите за, сега ќе ви ги употребувам стручните изрази, првично истражување на безбедносниот настан. Целта е да се истражи, да се анализира, да се донесат наоди и најбитниот дел да се дадат препораки за подобрување на состојбите. Значи да заокружам. Се испитуваат околностите и условите под кои се случил настан. Уште еднаш ќе кажам, во воздухопловството нема казнување, сем ако не се случил драстична небрежност и кривично дело. А во случајот тоа се работи. Так. И се дават препораките, се суспендира раководството, се менува раководството, се доаѓаат други луѓе и работите ги истеруваат на чистина. А вака кошкање имало, замисли, какво кошкање во контролата на летање. Вие не знаете кои услови тамо треба. И ги има, мислам делумно ги има. Сега веќе 2 години, не знам, ама не велувам драстично да се промениле. Контролорите работат 2 часа. Тоа е многу стресна професија, да ви кажам. Не може секој да ја обавува. Работа 2 часа, одмора 2 часа. Работа 2 часа, одмора 2 часа, и така се додека денот него сработат по тие 8-9 часа колку треба да работат. Имаат специјални простори за одмор, двоседи, троседи фотели. Тоа се светски стандарди се тоа. Имаат просторија за рефрешинг. Значи, не смее никој да им наруши ништо, бидејќи ги загрозува во работењето. Па овие дошле таму да се тепат. А како не е загрозен? А на крајот на краиштата и председателот Пендаровски кажа дека ги видел снимките преку контраразузнавачки служби му ги дале, иако постапката не треба да оди така. Постапката поинако е на тие снимки, ама еве, за нив се е тоа нормално и можем лепо. Па и затоа сме на толку ниски гранки. Вообичаено во светот од секоја случка се извлекуваат и позитивни работи, односно поуки. Дали и какви позитивни поуки ќе се извлечат од она што се случи во контролната кула на МНАФ, особено кога се знае дека микрофонот во контролните кули на секаде во светот, вклучувајќи и Македонија, е најмокното смртоносно оружје во авионскиот сообраќај. Да, во случај на вакви нарушувања, сосема се во право бети, а инаку е мокно оружје за безбедна воздушна пловидба, да ти кажам, и најчесто е ова второво во случај. Види да ти кажам, една кроки моја анализа, сосема накратко, што е случено. Значи, на прво место имаме нарушена безбедност. Потоа имаме загрозена сигурност, отсуство на квалитет. Тоа се трите важни работи на системот
на safety quality management. Немање на сега понатаму одиме. Немање на компетентност и никаква извонредност. Тоа е систем кога го усвојувавме ИСО стандардите, паралелно уведувавме систем на извонредност и компетентност. Јас со мојот тим го проучивме во Брисел од Европската фондација за квалитет и го воведовме во МНАВ, бидејќи МНАВ како оператор е создадена 2009, а потекнува од агенцијата од управата од дирекцијата за цивилно воздухопловство. Тоа е развојниот пат во овие години наназад на воздухопловството. Сето заедно значи немање на култура на сигурност. Кај нас владее културата на сигурност, а културата на сигурност е составена од повеќе култури. Тоа е just culture, култура на праведност. Тоа е reporting култура, култура на рапортирање. Тоа е informing култура, култура на информирање, flexible култура, култура на флексибилност и learning and training култура, култура на учење и тренирање. Да ова беше направено во изминатите години на неопходното потребно ниво, јас ви тврдам ова немаше да се случи. Немаше да имаме партиски поставени. Од секој пат имало можеби поставеност, ама не и на такви одговорни места каде што се бара компетентност и изворедност, а они не знаат што е тоа. Овие од 8-те, било кој да прашаме сега што е just culture, они не знаат. Ги употребувам оригиналните изрази, вам се познати, јазикот го знаете, за да јавноста свати што е нарушено. Така да, лично мислам дека сега ќе следуваат, јас сум оптимист, сега ќе следуваат едни постапки на обука, на тренинг, на тестирање, на проверување, ќе се проверува системот како е нарушен, ќе се коригира, тоа е основно. Ај вака да ве подсетам. Мислам пред 20 на дена или месец дена имаше запален авион на јапонска авиокомпанија и извонредни оценки за спасување на сите. Ама знаете ли зошто е тоа така? Истрениран кру, се вика, тим имавме таму, од пилоти, стюарти и стюардеси, кои се научиле од грешките направени, сега не ја знам годината, ама мислам беше 1984 или 88 година, кога исто им се запалил авион и сите изгореле. Они тренирале, они се обучувале, тренирале и пак се обучувале, постигнале високо ниво и овој пат ги спасија сите во авион. Тоа е авиацијата, да ви кажам. Тоа е авиацијата. Владата инаку разреши само 2 раководни лица, некако што бараше синдикатот, но воопшто не проговари, односно остана глува за одговорноста на министерот за транспорт и врски Благобет Шварски, кој само неколку дена пред да се случи она што се случи во МНАВ, рече дека таму нема никакви проблеми и се функционира безпрекорно. Дали тој треба да си поднесе оставка можеби за ова што се случи во МНАВ? Каде исчезна моралот, господине Костов? Ја не знам да ви кажем, ама сега малку така метафорично некоја глувчовска дупка изгледа е сокрија. Брука, срамота. Значи, во декември, весниците пишува признание, не, им даде пофалница благодарност за измислени некои работи, окей, нека ги стимулира. Сега, не министерката за одбрана, не премиерот, тој требаше да излезе. Да ја каже вистината и да рече: драги мои македонци, јас поднесувам оставка од морални причини. Во историјата на демократска независна Македонија тоа го има направено само еден човек, министер за транспорт, а тоа е министерот во далечните 90-ти години, министерот СДСМ, морам да ви кажам, Антонио Пешев. За кратко време му паднаа 2 авиони, апсолутно негова вина немаше, тогаш бевме малку и пионири, ама имавме и добри луѓе и експерти, ама ете се случи што се случи, човекот излезе не да понуди оставка, даде оставка. И јас секој пат него го кажувам кога е во прашање морал, етика и принципи, како во воздухопловството, така и во политиката, тој човек ја и лично го познавам и му се дивам.
ова нашево Бочварчево, Штипјанчево го нема никаде, не се јавува, се крие, кај да ќе излезе. Срамот го зеде на себе, морам да признам министерката за одбрана, ја морам да ја пофалам за изјавата што ја даде, на место и беше, ама се убрља после неа премиерот, кога даде една хаотична изјава на која ја до ден денес се чудам, да бидам искрен. Како ќе ги прокоментирате изјавите, но и соопштението кое излегува во јавноста, а во кој го напаѓа председателот на синдикатот господинот Александар Тасевски, нарекувајќи го националист и обвинувајќи го за непотизам, лажни клевети и лукративни интереси. Како гледате на тоа што Министерството за внатрешни работи, кое е раководено од Оливер Спасовски, кадар на СДСМ, не направи ревизија на законот за приватно обезбедување, кој му овозможува веднаш да му ја одземе лиценцата на тоа приватно обезбедување за пропуск кој го направи, дозволувајќи им на лицата да влезат во контролната кула на македонската навигација. Ќе ви дадам еден пример кој е многу интересен. Од септември па до декември работев на персонален брендинг со едни синдикалци, Гоци и Боби, ја ги към двојца Кормилар, на независниот синдикат во полицијата, образованието и здравството, и постигнаа голем успех тие овие изминати месеци. Ако ништо друго, баја ги го испотија и министерот и владата, некои предлози им се прифатија, ако ништо повеќе за медицинските сестри и за некои услови при работа и така натаму, им реков: момци, продолжете вака, следната година ќе биде година на синдикатите, на пензионерите и на промените. И на граѓанските иницијативи и акции. Еве се покажа. Од мојата област, во која работев 22 години, синдикатот прво го победи менеджментот, кој покажа дека е некомпетентен и не го познава системот на сигурност во МАНАФ. Потоа ја победи владата и Ковачевски. И сега виете ви кажам, пошто ја примора да го смени менеджментот, иако делумно е сменен. И сега да ви кажам, тие мора да му вратат. И еве ти го сега, непотизам, лажни клевети, лукративни, интересни и така. Видете, можеби и тој синдикат треба да биде по некоја лупа, од аспект што многу одамна таму се немат случајно промени. Дечкото и сам кажа дека е од 2006 председател, ама сега зошто баш сега? Кога на виделина, невидена прљавштина изнесува и на крајот на краишто се залагаа за принципелни работи. Доста е партиски вработување, не даваме. Едно да знаете, техниката секторот воздухопловна техника е многу битен. Тоа е првиот сапорт на воздухопловна навигација. Немаш добро одржување, немаш добар рефрешинг на системите. Готови сме. Они сакаат да пуштат и инженери преку ред, и контролори преку ред. Па не бива, бе, луѓе, ке паѓаат авиони, не бива таа работа. Така да, ја го сваќам тоа, ме прашувате Спасовски и МВР, тој не си ги заврши домашните работи за овие примарните работи што му се, па ќе проверува ревизија во тој закон. Да, тачно е, ама мислам тоа треба да оди по некој друг начин, да се докаже во МНАФ, и тоа досега требаше да се докаже дека системот на примарна безбедност, најдалекиот круг е пробиен, не функционира, да се сноси санкции таа фирма 2SSS, таа е кичевска. Во Македонија сите добитни комбинации се во Кичево и во Зајац. Луѓе, верувајте, и лото паѓа таму. Шески седмици, сетете се. Значи, лотарија знаете кој ја раководи. Да. Значи, откој ќе се констатираше тоа и да се поведе постапка за ревизија, како што велите вие на закон. Спасовски да го направи тоа, па ни случајно тоа. Ни случајно Спасовски. Па се зафати со кандидатура за председател и Боже, сачу нему тоа не може. Како гледате и на тоа што на еден од учесниците во нападот кој е близок на Артан Груби му дозволија да избега од органите на прогонот? Па не гледам добро.
Тоа е таа селективна правда, тоа е таа Вујко Владика. И тој бре Артан Грубин, ја не знаеме, секаде има пријатели, мајката и се по и пази се по некој правило се криминалци. Тој ми е другар, тоа добро, не е криминалка, ова председателката на Врховен суд. Растеле у исто мало, од зграда до зграда, 30 години или не знам што. А она за сите други што кажа, се навивачи на таа, дори не сега да спомнам, групата навивачка на Шкупи, бивша слога ја го магнат, што не го изобличи театарот наш, кога ванзалски се однесува и славеа во нашиот театар, ако се сеќавате, коментарот е крајно негативен, да ви кажам. А како гледате на тоа што МВР, од информациите кои што ги имаме, не приложило доволно докази до обвинителството за да може истите да ги достави до судот, иако сите овие работи кои ги споменавме, повторно се во надлежност токму на Министерството за внатрешни работи? Може би малку и не го разбрав прашањето, а докази за случајов збориме? Да, случајот, да. Не е точно тоа. Не е точно тоа, мислам во едно од претходните прашања го делумно го одговарав. Значи во оваа фаза не треба купиште докази. Па зошто истражната постапка? Истражната постапка е да обезбедиш докази од секој аспект, обвинителниот акт да го докажиш и судот сето тоа во процедура да го направи, да суди, да пресудува и некого да осуди или да ослободи. А овој пајазит извани Бајазит од средниот век, немало докази. Ти се молам. Не, апсолутно, значи не гледам никако, тоа е паушална оценка и луѓе што не го знаат овој пат судството го кажуваат тоа. Изговор да се ослободи. И работата на полицијата. Ненамерната грешка. Јас што имам информации, неопходни првични информации и докази за ова дело се обезбедени. Во тој дел, значи, полицијата не киксна, ама киксна во обезбедувањето на сторителите на кривично дело и нивното приведување. Така да ова не држи што го кажуваат овие луѓе што велат дека како гледате немало доволно докази. И те како има докази. Има видео снимки, има искази и не треба повеќе. Фактичката состојба е таа. Какво е вашето видување на тоа што МВР го повика на разговор првиот синдикалец Александар Тасевски, како во времето на Политбироата од 1946 до 1990 година, но и на информацијата дека Финансиската комисија ќе ја разгледала работата, односно ќе правела ревизија на работата на МНАФ, но и на синдикатот? Па, кажавте. Као информбиро или срекна. Ја вака реков, не знам во која прилика реков, срекна нова, тоа е од мантрата 49, ама ја реков 2024 година. Пред малку ги споменавме двете грозоморни убиства, она на Панче Жежовски и малата Вања Ѓорчевска. Кој ќе ја прокоментирате изјавата која председателот Стево Пендаровски пред некој ден на една национална телевизија рече дека за многу брзо време ќе бил екстрадиран осомничениот убиец Љупчо Левски Палчо и дека се работело за денови. Дали оваа негова изјава е реална или е дадена наменски, а тоа е да се сврти вниманието од она што се случи во МНАФ, а во заштита на ДУИ, која пак му е потребна за поддршка на неговиот втор председателски мандат, само претпоставуваме. Да. Иде, ја во таа изјава не гледам ништо лошо, ама мислам, имајќи у предвид како тој избрзува со некои изјави, уште од она француската рамка, и сега и да не ги споменувам сите, па преку ноќ после ги менува, се плашам да не е избрзано. Ја вака ќе кажам, малку шеговито. Ако стварно се работи за денови, еве ја ќе дадам и недели, до крајот на јануари, ако го донесат Палчо, ја лично ќе му честитам јавно на председател. Ама ако не се случи тоа, значи држат па и конституциите, можеби што ти ги кажуваш, да ти кажам. Иако ја, како аналитичар со големо искуство, забележувам едно заладување на односите меѓу ДУИ и Пендаровски, ја прво и не сум сигурен дека Пендаровски ќе биде 100% кандидат во СДСМ, таму има големо кошкање, ова што го велеа за воздухопловството, таму се тесни работиве и не знам како ќе биде, ама едноставно еве да се надеваме дека е во најдобра намера кажано, да се малку смири македонската јавност по тоа прашање и дека сторителот или евентуалниот сторител
на тие две кривични дела, ќе ни биде испорачан за да се процесуира, да му се суди, ако е крив да го осудат, ако не да го ослободат. Така да времето ќе го покаже и ќе видиме што ќе испадне од таа работа. Кога сме кај изјавите на председателот Пендаровски, како гледате на неговата изјава, односно предлог да се изврши корекција во Законот за лични документи поради насилната промена на историското име на Македонија, со што би се пролонгирал рокот според Преспанскиот договор, односно договорот од Нивици? Како гледате и на изјавата на неизбраниот премиер Ковачевски дека се согласувал со Пендаровски, но дека пред да се започне процесот за измени во законот, Пендаровски требал да разговара со грчката страна? Кога во прашање таа изјава е сосема на место, ви кажам, ама од две причини. Едната е принципиелна, народот многу е мачен и редови, минус температури и така натаму. Е срамота што му го правиме ова на народ, тоест власта што му го прави. Ја би додал и иницијатива трошоците да ги плати државата, а не народот, бидејќи народот не е крив за ова што се случува. Така да за ова изјава има мојата поддршка председател, ама да не забораваме, во председателската кампања и председателските избори има еден цензус кој тешко го достигаме и треба се повеќе и повеќе гласови, тоест гласачи да излезат, да се освојат гласови, така нему му е во интерес повеќе луѓе да имат исправни документи да излезат на гласање, што и тоа е нормално, ако воопшто тој е кандидат за председател. Така да таа изјава ја оценувам сосема на место. Сега изјавата на Ковачевски, ќе ми простите, таа е брука, срамота, таа е поданичка изјава и метафорично ќе кажам, тоа е изјава без рбет. Пак да коленичиме, пак да го молиме партнерот грчки да ни дозволил, замислете богати, а таблите обични што не сакат да ги сменат, а ние малте не се сакаме да смениме држава. Си отворам постапка, и пазите, ова е технички момент, ова не е суштинска промена. Го померувам датумот за тогаш и тогаш, никого нема што да прашам во мојот правен промен, иако тоа има малико импликации во меѓународниот правен промен. Ама никакви суштински импликации. Не било во февруари, ќе било во април, да кажеме. Ајде, срамота на еден премиер, не му личи такво нешто да каже. Во македонските медиуми испод радар некако помина судската одлука која што беше донесена минатиот месец, поврзана со повторното приведување на Јане Ченто. Судот одлучил дека повторното приведување на Ченто било неправедно, бидејќи било направено врз база на лажно сведочење на вработен во МВР, дека наводно при редовна проверка Јане Ченто не бил во неговиот дом. Како ќе го прокоментирате молкот на власта и на институциите, но и недоволното давање на простор во медиумите за овој случај? Каде е одговорноста, бидејќи Ченто со уште 15 други веќе 6 години лежат во затвор поради тоа што неправедно се обвинети и неправедно осудени, токму поради вакви лажни сведочења на кои обвинителството ги темелеше обвиненијата? Ова е болно да ти кажам. Ова е тешко. Значи, јас мора да ви информирам дека точно пред 3 години ова прашање во еден подкаст на социјални мрежи го актуализирав, го презентирав, од информации што ми беа дадени од Јане Ченто, од неговиот татко и од неговиот зет, мислам. Истраживме, видовме и констатиравме тројца виновници, двојца полицајци и рускоска. Се установи тогаш дека дале лажни изјави, дека направиле лажни записници, за тоа било информирана рускоска, ама таа тоа го занемарила за да Јане повторно го пикне во притвор. А знаеме рускоска, неле, како беше, леле, го заборавив човекот во притвор. Се сеќавате на таа нејна срамна изјава. Па имаме една друга, низ гаки ќе ви истресам, како не е срамота. Значи, тој случај мене ми е многу познат, за тој случај се близи времето ќе одговарат луѓе. Не знам дали синоќ имавте прилика кај Бетмен да гледате емисијата со еден од осудениците од едно македонско дете, патриот, музичар на кавал, на гајда, кој кажуваше
Ама тоа ли се нашите терористи? Така да ова ми е болна тема, верувај ми, и секое навраќање на таа тема мене ми е тешка, иако од ноември и декември 2017 се борам нашите луѓе да излезат. Море одевме пред шутка, таму Нова година чекавме, море протестувавме пред судови, море организиравме, море петиции, домашна јавност, меѓународна. Не успеавме, да бидам искрен, ама полека доаѓа времето кога сета прљавштина ќе излезе на виделина, а тоа е кога ќе финишират првите тужби во Страсбург, и кога постапката јас сум оптимист дека ќе биде повторена. Не е целта да имаме помилување, амнестија, аболиција. Целта е вистината да излезе на виделина, а вистината е само една. Нашите прекрасни деца, македонци патриоти, не се терористи, ни случајно не го сториле кривичното дело, терористичко загрзување на уставниот поредок и безбедноста, толку сториле кривично дело, напад на вип личности, учествал во толпа, нанесување телесна повреда и кругот за мене тука се затвара. Нека си одговараа за тоа, а не вакви драконски казни, па некој преку ноќ од основен суд да оди во уставен суд и преку ноќ да станува председател и сега да ни држи лекции по право на македонската јавност, на пратениците, на министрите и на владата. Знаете на кој алудирам, тоа е госпожата Кацарска, ама и неа ќе ја стигне правдата, и Русковска. Да поентирам, за овој случај виновник со најголема одговорност е Русковска, виновник со подеднакво такво или малку помала одговорност се двојцата полицајци кои лажни изјави дале и лажни записници напишале и представиле невистинска фактичка состојба во домот на Јане Ченто. Јане Ченто е храбар човек, Јане Ченто ќе издржи, Јане Ченто ќе излезе и сите останати на слобода и работи веќе се свртат поинаку. Дај Боже. Како гледате на тоа што Од моја уста Божи уши. Да. Како гледате на тоа што повторно пропадна огласот за избор на член во судскиот совет, бидејќи не се пријавил ниту еден врховен судија? Која е можната причина за тоа? Па види, Вети, многу лошо гледам ја на таа работа. Значи, за мене судскиот совет веќе не постои. Кај судскиот совет нема никаква експертиза, а они се врват на судството. Како што Советот на обвинителите врват на обвинителството. Значи, таму има желба да и се суди на председателката на Врховен суд, што кажа вистина, што обзнани. Таму се направија две срамни измени на председатели. Кој паметен суди од Врховен суд сега ќе си рискира да златно место во Врховниот суд, да оди во судскиот совет, кој е орган на срамот. Тоа го кажа Холандија, тоа го кажа ЕУ амбасадорот, тоа го видовме сите ние, и ја сосема нормално го сваќам тоа. Ја, кога беше, не знам, на интервју, вака реков. Да ја бев оваа председателката сега што ја вратија, со право ја вратија, бидејќи неправилно, вон сите правни норми беше сменета, ќе седне во фотелјата, ќе преспиев еден ден и утре дента ќе даде оставка. Знаете зашто? За да тој состав на тој срамен судски совет, му кажам дека не им е местото таму. Не заборавете, по нејната смена, двојца или тројца членови си дадоа оставки. Тоа се суди со чувство за одговорност, морал, етика, принципи. Овие останатите што се грабаа за место, па сега го отстапија местото, ама ако може мандатот да го продолжиме, не. Така да ја се однесувам како да воопшто ние немаме судски совет, бидејќи фактички од таму требаше да почне, ако тоа го направише председателката, ама и од таму ќе почне реформата во судството. Не може тие што управуваат со судството вака да се однесува. Многу јасно не им се пријавува никој. Па зошто да им се пријавува? Не сакат во такво друштво да бидат. Како гледате на пораките кои холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп ги објави на веб страната на холандската амбасада во Македонија, а кои пораки најпрво му ги кажа на лидерот на ДУИ Али Ахмети на тет-а-тет средбата која имаа пред некој ден, а тоа е дека европскиот пат на Македонија е загрозен поради
корупцијата и политичкото влијание во правосудството, при тоа јасно му укажал дека Холандија нема да толерира притисоци врз Врховниот суд. Каква символика има тоа што КОП се одлучи ваквите пораки најпрво лично да ми ги пренесе на Али Ахмети? Дали ова е поврзано со парламентарните и претседателските избори и зошто се прави ова во момент кога судскиот совет треба да одлучува и да одлучи дали ќе разреши претседателката на Врховниот суд поради тоа што се пожали за политички притисоци? Видете, имавме пред месец и кусур, мислам, извештај европски за напредувањето на Македонија. Сите кои имаме реална диоптрија го прочитавме како што треба. Не со розови наочари. Ама власта го прочита со розови наочари. Овој амбасадорот на Холандија сега отиде во Мала Речица да адресира, а знам дека имал средба и со Ковачевски. Имам луѓе во владата ми кажуваат. Значи, отишол јавно да адресира каде е канцерот на невладење на право, на корупција, на организиран криминал, на притисок врз судството, на непотизам, на кронизам. Се обидуваат Груби и Османи да го свртат. Значи, спин доктор изиграваат сега, овој дипломатски, овој политички спин доктор. Не успеваат. Амбасадорот беше многу јасен. Абе, они разговарале за други теми, амбасадорот коректно со дипломатски речник напише на статусот. Сега, ни се свиѓа, не ни се свиѓа. Молим лепо, состојбата е таа. Треба некој да ја подобри. Оваа власт ни случајно не може да ја подобри. Затоа ќе одиме на избори, а требаше многу порано да одиме на избори. Да, ова е поврзано со изборите предстојни претседателски и парламентарни. По мене, јас сум искусен во оваа област, е прва опомена да не случајно помислат да ги фалсификуват, да ги местат изборите. Има многу високи и јасни индиции дека ДУИ е веќе организирана за тоа, а СДС ги одобрува и се труди како да е во сенка да не се примети дека и таа е за тоа, бидејќи СДС е во распаѓање. Така да, имате право, ова се првите опомени за изборите што предстојат. Го спомнавте Османи, како ќе ја протолкувате изјавата негова дека холандскиот амбасадор КОП не ги критикувал, туку барал помош од ДУИ? Тешко на амбасадора како барал помош од ДУИ, бете да ти кажам. Помош од ДУИ, парички да ти дадат, веќе не со милиони, со милиарди долари ти ја располагаат. Бехтел и Енка, и не само Бехтел и Енка, уште 2-3 големи проекти. Ево, да знаете, и овој проектот со лотарија е доста голем. Значи, тоа се милиони и милиарди. Значи, некој пати неморални изјави и не ми се толкува, ама морам да одговорам на функцијата аналитичар, а и вие на функцијата медиум за објективно информирање на јавноста. Уште малку околу. Пазјанија. Тоа е циркус. Како да ви кажам? Амбасадорот отишол помош да пара од ДУИ. Бог да те чуе и да те брани, Бети. Господине Косов, јас се задржам на народната поговорка каде што има чат, има и оган. Имајќи во предвид изјавата на Османи, дали причината за тет-а-тет средбата КОП Ахмети е еден вид на притисок од меѓународната заедница кон ДУИ за да не номинира кандидат за претседател на државата? Не би знаел тоа да го кажам. Може така да се размислува, може, ама мислам не би требало барем јавно тоа така да го кажат, а странциве сакат да се мешат и да се opinion maker and policy maker во нашата политика, бидејќи на такви бескишменјаци не идуваат. Ама мислам тоа јавно не би го правеле. Иако вреди да се размислува за ова што ти го кажуваш. Така да, тука не сум начисто да бидам искрен. Во изминатиот период многу често се зборуваше за реформи во правосудството, но никако да се постигне тоа. Зошто? Може ли да се направи правилен и тотален ремонт и од каде да се почне? Има ли Македонија неискомпрометирани правници? Има ли пишани стандарди за избор на обвинители и судии?
Да, последно ово има, а каде да се почни? Да се почни од коренот на злото. Значи, да се почни од корумпираните обвинители и судии, од обвинителите и судиите што не се извршуваат работата, од тие што селективно обвинуваат и селективно судат, и кога судат за едни се мајка, за други маќа, значи тука сум јасен. Да се почни, тоа е од коренот од дното, а сега одам на врвот на пирамидата. Да се почне од судскиот совет, да се преформулираат неговиот статус, надлежност, компетенции, истото се однесува и за советот на обвинители. Поинаку нема да биде ни Р од реформи. Значи, ама радикални коренити реформи ни требат. А еве да ви кажа, значи, јас сум човек во пензија. По правило треба да си ги фалам генерациите. Не, јас сум многу објективен човек. Од она што можам да видам во медиумите, од она што контактирам, од она што кога пием кафе на улица Македонија во Безвестер, се среќавам со млади правници, луѓе. Моментално, правната експертиза на сосема добро, задоволително, високо ниво е кај младите генерации правници сконцентрирани во невладините организации, кои не во сите, кои по правило се бават со човековите права, со екологијата. И оние кои се еден вид мониторинг домашен на судството, Организација за праведно судење и така натаму ги има 3, 4, 5. Следете ги нивните настапи на дебатните емисии, ќе видите дека тоа се прекрасни млади момци и девојки, веќе доволно искусни и стручни, кои, ако им дадеме шанса да учествуваат во процес на реформа, ќе покажат резултати. Јон, Бети, да ви кажам, преку глава ми од овие вечните реформатори, со некои сум соработувал, некои од нив ми биле професори, 30 години го реформираат македонското судство, 30 години не е ефикасно и упорно ќе го реформираат. А што им се случи? Додека они 3 години припремаат реформа, заменик Министерската за правда по налог на премиерот излезе и го смени кривичниот закон. И они векал, ние не знаеме. Тоа ли се реформисти, Бети, да те прашам? Значи, има надеж, ја ви тврдам дека имаме прека... И добро, не ја спомнав фелата, ја немам високо мислење за фелата адвокати, ама има прекрасни адвокати таму и од таму можеме да црпиме. Може луѓе, домашни луѓе, ето нека биде и со странска експертиза да направат вистинска, објективна и стручна реформа на македонското судство. Само така. Овие стариве, ај нека ми просте Господ Метузелеми, ајде во пензија. Пред неколку години, господине Костов, овде во Нов Южен Велс имаше голема корупција во Министерството за внатрешни работи. Не можеше да се исправи. Донесоа човек од Англија за шеф на Министерството за внатрешни работи во Нов Южен Велс. За нецела година дена ја искорени корупцијата. Да. Браво. Ете, ние во воздухопловството велиме позитивна пракса. Имплементира ја. Увези ја, прилагоди ја на условите на правниот, на политичкиот, на економскиот, на социјалниот систем, ки имаш успеси. Ама треба да сакаш позитивна пракса. Токму така. Така да, мене ми е драго да не забравиме случајот од поодамна со Романија, да не го забравиме случајот со Ирска. Има позитивни примери за реформи каде што имало успех. Ама треба да сакаш да го направиш. Не дека нема во Македонија експерти за таа работа, меѓутоа поврзаноста, корупцијата и канчите каде што се поставени не му дозволуваат. Ако има човек кој што воопшто нема дамки на него, ќе ја искорени. Да. А обично тие ги маргинализираат, ги тргаат настрана, да ти кажам. Да. Како работам јас еден проект, малку шетам по општините, правам некои анализи, некои обуки и гледам прекрасни момци по општините, значи на општинско ниво, махом магистри, доктори, специјализанти, кои едноставно ја чекат својата шанса и ја лично мислам ќе ја дочекат. Значи, нам ни престои смена на генерации во повеќе области.
Ја посакувам таа. Ја би бил среќен таа да се случи, од причина што ја не сум задоволен она што ние го направивме по возрастните. Многу лоша состојба остававме на младите. На нашите деца ми растат внуците, не ми се бендисува во ваква лоша социјална атмосфера, атмосфера на бегање на сивата материја, на мозокот паметен, школуван на Македонија во странство и така натаму. Мораме нешто примамливо овде да направиме, како порано што беше, инвестиции, да ги вратиме нашите. Знам дека е тешко тоа, ама, знаеш како беше Безос, овој милиардерот, немаше да ми биде криво ако не успеам. Ки ми беше криво ако не се обидев. Да. Па се обидел и стана милиардер. Како Па ајде да се обидеме и ние, ама со честни намери да се обидеме. Так. За неколку месеци ќе се одржат парламентарните и претседателските избори. Оваа власт преку разноразни акции, како на пример делење на шеќер, брашно и кафе, преку покачување на пензии, преку зголемување на платите на гражданите и ред други минимални подобности, многу предвреме некако започна со подкуп на гласачите. Какви избори очекувате ако се земе во предвид сето она што го прави оваа власт, но и фактот што Државната изборна комисија се уште не е комплетирана и не се испочитува барањето на ОПСЕ околу изборниот законник? Како се тоа ќе се одрази на легитимитетот, но и на легалитетот? Гледате ли на овие избори и појава на некоја си трета сериозна политичка партија во македонскиот политички корпус, но и во албанскиот? И да ви кажам, ја очекувам слободни, фер, демократски и кредибилни избори. Сето друго ќе биде промаш. Како сме тргнале, не сум сигурен дека тоа ќе се освори или во доволна мера. Ама сепак надежда постои и последна умира, што велиме. Така. Сега, поучени од 2020 година, кога имавме институционална корупција на највисоко ниво и кога имавме аномичен изборен процес, ја навистина сум загрижен. И сега препознавам некои знаци дека тоа ќе се случи, ама овој пат е прекршена работата. На народот му е преку глава. Сите анкети, ајде да ги баталиме анкетите, ама реалната состојба по општините, по селата, по градовите покажува дека ќе има промени, дека оваа ненародна одродничка власт и дојде крајот. Така да мислам дека тоа ќе се случи. Така. Сега, второто прашање беше, мислам, да, за трета партија. Сум зборувал, ја мислам, и кај вас за феноменот на трета партија. Ја веќе го препознавам тој феномен и во македонскиот кампус и во албанскиот кампус. Кај македонскиот кампус сега препознавам две партии, тоа е Знам за заедничка Македонија, тоа движењето на Максим, и Левица. Левица само ќе го подигне нивото што го има, а очекувам Знам да биде изненадување на апсолутната победа на ВМРО ДПМН. И конечно ќе се формира македонски кампус со не само една партија, која нема да може да биде уценувана од албанскиот кампус и да добијат, како што добија кај СДСМ, 10 министерски места, стотици директорски места, заменичко министерски и да не зборам. Се да запоседнат, а замислете соодносот не е баш како што е со функциите. Ја направив една анализа, не знам денес дали можам еден дел да ви посочам од неа. Катастрофална е состојбата. Колку посто учествуваат како добитни гласови албанскиот кампус и колку македонскиот се движи од 3:1, 3,5:1 до во некои случаи 5:1, а функциите се поинаку. Значи, верувам во феноменот на третата партија, го гледам. Во албанскиот кампус ја гледам оваа обединетата опозиција од трите партии, иако тие се изнедрени највеќе од ДУИ, нешто прелевање алијанса без алтернатива, ама верувам во нив бидејќи се залагат ДУИ малку да оди на зреење во опозиција, бидејќи стана канцер политички, економски и секаков. Така да, верувам во феноменот на трета партија, го гледам и посакувам сите мали партии
кои имаат желба да настапат на овие избори, а не се во коалицијата на ВМРО-ДПМН, не се со Левица, не се со знам тие ќе одат самостојно, да се обединат. Да не ги набројувам, ги има X. Да се обединат, да сватат дека сами ништо не прават, или нека одат во коалицијата, нека збогатат на ВМРО-ДПМН. Само така ќе добиеме вистински резултати, што ќе е одраз на моменталната расположба кај избирачите и нема да имаме она загуба на гласови. И да не заборавиме, ДИК е некомплетна, изборното законодавство не е сменето, овие 20 на дена што ќе се менува се технички измени, а Венецијанската комисија вели година дена пред избори не се прават такви работи, кај нас се е можно. Не може да се дава изјави, тоа се експерти кои многу ги ценам, кои сум гледал како растат како експерти од изборното право, да велат ДИК може и со 4 членови да функционира. Ама тоа е срамота, Јон. Па затоа е измислен тој ДИК, да има однос опозиција власт, раководи опозицијата, мнозинството ја има власта, ама не скрнавено опозицијата да биде. А видите они што прават со овој член. Така да, некако во предизборието не сме баш на најдобар пат. Ама ја имам некоја чувство дека овој пат не може ништо да не скрени настрана, бидејќи го видов тоа 3 месеца поминав по општините, ја видов спремноста од очите на народот, видов нешто. Тоа е големата моќ што овој пат народот ќе си го врати суверенитетот кај себе. Господине Костов, се сеќавам, порано еднаш рековте, ќе ве разочарам малку. Говоревме за Левица. Јас тогаш реков дека јас некој што градил, што ми ја рушил куќа, не го викам. И свесни се дека напредува Левица, меѓутоа намерите се уште мислиме дека не и се искрени. Она мое што го кажав, се сеќавате пред последното интервју, дека човек што ми ја урива куќата, не го викам за покана, го докажа одма после моето она што го кажав, кога во собранието ги скршија микрофоните и мониторите со средства од кои што се купени од граѓаните. Да. Јон, тоа беше театар, да ти кажам. Тоа беше театар. Слушај ме кога ти кажам. Дури помина Македонија од времето театри на Македонија. Тоа се детските болести на македонската демократија. И Левица моментално ги преживува нив. Не заборавајте, направија некој лапсус одење гробот на Евер Хоџа. Го правда вака, така, не и си. Ама на тој начин се бираат политички поени. Јасно е, затоа викам дека Господ нека им поможи. Не сме ништо против. Ако ги променат навиките на однесување, можеби ќе види нешто од нив. Види, Јон, ти си во право. Значи, јас сега тебе те одобрувам што кажуваш и се сеќавам ти тоа што го кажа. Ама види сега. Јас како ја посматрам Левица, а како знам за заедничка Македонија. Тоа се партиите што ја нагризуват и ќе ја нагризат СДСМ, да не зборувам кој е СДСМ. Значи, 7 години ни приреди пекол. Нон-стоп ни вели не носи во рајот, а не однесе во пеколот. Сега, моите анализи кажуваат дека веќе добар дел членство, симпатизери се кај Левица, јас секој пат кажувам што ќе има изненадување. Ја тврдам дека знам ќе биде изненадување. Ја, ако промашам, ќе излезам и ќе речам сгрешив. Од каде ќе зема гласови знам? Нема да зема од ВМРО-ДПМН. Ќе зема од СДС, бидејќи на еден начин од таму е излегнат, иако ова беше движење па партија, дури им правија проблеми, не сакаат да ги регистрират и така натаму, Македонија што имало збороти, и ова и она, и ја гледам дека тој контингент на гласови на СДСМ се намалува. Ама и втореата добит нема да има уцени како што албанците прават, ќе даеш тоа, или ќе го смениш уставот и оно. А не, ќе се седни на маса и ќе се разговара. А да не заборавиме, ние сме малку и неправични спрема или новите партии, или спрема Левица, а да не заборавиме во статутите што се сум исчитал на албанските партии, редефинирање на Македонија.
менење на устав и така натаму. Дводомно собрание. Па сега ние тоа го забораваме, а вамо си вадиме очи. Али со сет респект, забораваме, што ќе кажал е точно и треба да внимаваме. За предизборната кампања да говориме. Да. Извршниот и Централниот комитет на ВМРО ДПМН во четвртокот вечерта донесоа 5 одлуки поврзани со изборите и изборниот процес, и тоа прво да учествува во техничката влада, а тоа значи именување на лица кои согласно на законот за влада треба да бидат на предлог на ВМРО ДПМН. Второ, ВМРО ДПМН да се воздржи од гласањето на техничката влада под водство на Талат Џафери. Трето, извршниот комитет ги изгласа делегатите 472 лица на број кои ќе учествуваат на конвенцијата во изборот на кандидат за председател на Република Македонија, а ги комплетирале и составите на општинските изборни штабови. Четврто, извршниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука за формирање на комисија за преговори со актуелните коалициски партнери, но и со сите останати политички партии кои ќе пристапуваат и ќе бидат дел од коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН. И пето, извршниот комитет на ВМРО ДПМН донесе одлука и за поднесување на иницијатива до Уставниот суд, која што иницијатива е поврзана со законите за промената на личните документи. Кој е вашиот став, господине Костов, за ваквите одлуки на опозицијската ВМРО ДПМН? Па ви ви кажам, паметни, одмерени, рационални одлуки. Мислам, сите си се на место. Постои опасност и да членуваш во таа техничка влада и да не членуваш. Ако не членуваш, ќе ти го наместат изборниот процес, ќе те украдат. Ако членуваш, се претпоставува ќе учествуваш во некој процес, што не е точно. Опозицијата не е крива за состојбата. Мислам дека сепак донесува рационални одлуки, навремени и, како што реков, паметни. Ова едната одлука е демократизација на процесот на кандидирање и избор на единствен кандидат за председател на Република Македонија. Ти толку делегати да избереш, да даеш шанса секој пред нив да даде проект или програма како се замислува себе за председател, за мене е демократизација на таа. Така да, моите комплименти. За ова постапка, ја не сум сигурен дека ќе си има доволно време, ти видите, собранието ќе работи таму негде до крај на јануари. Не сум сигурен дека нешто ќе има. Ефекти, ама и тоа не е лошо. Така да им посакаме среќа. И да бидат ефикасни и доследни во одлуките што ги донеле, а ја не се сомневам овој пат. Во албанскиот корпус станува доста интересно. ДУИ и Европскиот сојуз за промени се во трка за да го убедат Арбен Таравари од Алијанса на албанците да им се приклучи. Како ќе заврши оваа трка? Не знаеме, можеби вие знаете. Кон каде ќе се наслони Таравари? Кон Европскиот фронт на СДСМ и ДУИ или кон албанската опозиција, Европскиот сојуз за промени на Гаши Касами Меджити, или пак ниту кон едните, ниту кон другите, туку ќе оди само на избори? И како тоа ќе се одрази на партијата, но и на самите избори? Спортска прогноза не сум играл никој пат, лото се кладам, ама нели таму има трипла во спортска прогноза, значи. Значи може вака и вака. Јас сега ќе ти кажам. Значи Алијанса станала, беше една прекрасна пара, прекрасна, ама еве. Јас сум познат националист, ама некој пат имам и добро мислење за албанците. Кога почна беше една добра партија, искрена. Села Јежда беше националист, ама за мене беше добар лидер за партијата. Алијанса стана ни риба, ни девојка. Таа метафора позната. Ту е во опозиција, ту е во власт. Ту влегува, ту излегува. Не гледам константа. Кога треба за гостивар помош, добри се ВМРО. Кога треба принципиелно нешто за државата, на ВМРО преднос му става дводомно собрание и така натаму. Значи, мислам дека испитот за
добар лидер, Таравари не го положи, иако стартуваше со големи надежи. Тој сега се ломи, се двоуми, лавира лево, десно во центар и за мене губи, да ви кажам. Првите знаци ги видов во оние дополнителни или како беа избори во Тетово, кога киксна. А пази, Тетово и Чаир се едни од седиштата на ДОИ. Таму Касами да однесе резултати. Овој пат у Чаир, мислам, ова опозиција ќе однесе. Каде е тука Алијанса? А да ве подсетам, на едни избори има 84.000 гласа. Така да за мене Алијанса ќе биде губитник на овие избори, која и да донесе одлука. За партијата, долгорочно гледано, е најдобро сама да настапува. Да се виде во моментот колку вреди. Тоа го прави кај нас, знам, тоа го прави во македонскиот кампус левица. Значи. Ако одат од зихерашки, под наводници шеми, ќе одат или само со ДУИ и ќе одат или со она монструм, ја би ја нарекол, Кербер, коалиција СДС, ДУИ, Алијанса, со 3 глави. Кербер, знаеме, тоа чудовиштето од подземјето со 3 глави. Не гледам дека ќе има резултати, бидејќи ќе има многу бумеранзи, многу контра, или ја ги велам тие нус појави. Ќе има двумење и кај македонците дали да гласат, и кај албанците, на еден таков неприроден композит. Така да немам комплименти за Таравари и за Алијанса. Мислам дека они се партија која на овој период многу изгуби, поради својата неконзистентност и неконзистентни политики. Ама ево, не сакам да ги малерисувам, ја им посакувам се најдобре, и мојата прогноза, самостајно ќе настапат, со резерва дека можеби ќе се прикнат на големата коалиција. Инако ако одат со ДУИ се паѓа во вода, значи одат со корумпираната партија која ја напаѓа. Значи, и они се корумпирани. Да. Мислам дека тоа нема да го одлучи изборите, некои други моменти ќе го одлучат изборите. Како гледате на иницијативата да се пролонгира рокот за промена на личните документи според договорот од Нивици? Можно ли е тоа да се направи, имајќи предвид дека договорот од Нивици, покрај тоа што е договор помеѓу Македонија и Грција, е и меѓународен договор? Очекувате ли Грција да даде согласност за тоа? Но поважно од тоа, дали очекувате Уставниот суд позитивно да одговори на поднесокот од страна на ВМРО ДПМН, и дали ако во случај Уставниот суд се произнесе за ненадлежен, како тоа што го правеше во минатото, тоа да го направат пратениците во собранието? Ниту од Грција, ниту од Уставниот суд очекувам нешто позитивно. Уставниот суд многу ги одоговлечува предметите, а Грција секој пат повлекува потези контра интересите на Република Македонија. Јас би одел, сега да одиме со европско знаменце, во итна постапка од 3 до 5 дена, технички ги променуваме датумите и малку бронхи ситуација олекнуваме и на граѓаните и допринесуваме за поголем легимитет на изборите, даваме шанса поголем број граѓани да можат да стекнат право да излезат на избори, бидејќи ќе имаат извадени документи. А вака ќе ни остане еден квантум на граѓани кои нема да извадат од разноразни причини, технички, социјални, економски и така натаму. Значи, ја очекувам од власта ова најхитно, како што знаеше за Бехтел и Енка, како што знаеше за други случаеви, да го истакне напред европското знаменце. И ева, ако денес сме сабота, од понеделник до среда ова работа се заврши. Од Уставниот суд не очекувам ништо, од грците не очекувам ништо, а баш кај што ја мислам дека не треба да ги прашуваме грците. Тоа си е наша работа. Како гледате на предлогот на Министерството за надворешни работи, кој пред неколку дена го соопшти министерот Бујар Османи преку законска интервенција да се стави американската црна листа пред нашите институции? Дали тоа ќе ни помогне да се справиме со корупцијата, или пак само ќе потврдиме дека немаме институции кои што можат да ги истражат до вашите случаи, да ги процесуираат?
Тоа е подаништво, удварање и лицемерие. На крај на краиштата и непознавање на уставните и законските процеси. Срамно е, па нека се работи за една мала Македонија во однос на големите држави, да ние прифаќаме некакви си црни листи и врз нив да судиме. Ван секоја уставна, законска и правна норма. Која е таа црна листа? Го осудувавме ВМРО кога имал, наводно, ја не сум сигурен дека имал црни листи. Се дивиме на САД што имал црни листи. Не. Црните листи нека си постојат, црните листи веројатно се реални и црните листи ни покажуваат со какви криминалци во Македонија се имаме работа. Ама тие криминалци ние треба да ги процесуираме според нашето домашно законодавство. Така да не гледам многу убаво на таа работа, а имајќи од предвид од кој човек доаѓа, ја му велам браво човеку, ти си за гениалец. Зашто? Денес се трудам да сум културен. Така треба. Колку овие теми ќе бидат присутни во предизборието, кое формално ќе започне за некоја недела? Ќе бидат и нема да бидат актуелни. Актуелно е под ногти ни е догорено, до коска ни е дојдено. Народот нема што да јади, го гледам у контейнери брка. Тоа е актуелното за мене, да ви кажам. Тоа ќе ја реши работата и ви тврдам не е заборавена грешката со бугарите што ја направија, сакаш француска рамка, сакаш договор и со промената на името. Замисли, богати сме го заборавиле промената на името. Не е точно. Тогаш даваа лажни, како се вика, резултати од истражувања. Сега се вистинските. Што мислете вие? Зошто е падот на процентот на македонскиот народ што не верува во Европска Унија? А зошто е зголемување на скептицизмот? Па ни зедоа себе, Бети. Абе ни зедоа знаме, ни зедоа име, не ни дадоа ништо, уште ни обеќаваат. На лажиче не ни даваат. Така да, лично мислам дека други работи ќе бидат круцијални и тежишни во кампањата, иако и овие теми ќе бидат актуелни, ќе се јавуваат и ќе се бијат, ќе се вкрстуваат копјата. Така. Како ќе го прокоментирате вчерашното поклонување од страна на 15 бугари на спомен плочата на Мара Бунева, која се наоѓа на Скопскиот кеј, особено на кажаните пораки кои ги испратија, но и неколку зборови за надписот Македонија на македонците. Пред да го слушнеме вашето мислење, господине Костов, предлагам да ги слушнеме нивните изјави. Ние като православни славянски народ трябва да се уважаваме, трябва да се обединяваме. Ние като православни славянски народ трябва да се уважаваме, Ние като православни славянски народ трябва да се уважаваме, трябва да се обединяваме. И в никакъв случай не трябва да допускаме на каквито и да е политици, то били български, то били македонски, да ни... Повелете, господине Костов. Бети, не многу одамна, ама реков дека со бугари веќе не расправам. Бугари не коментирам, бидејќи се што доаѓа од нив е контра интересите државни и национални на Република Македонија и на нас македонците. Ама почитувајќи ме вас, не можам да избегнам одговор. Ја не му верувам и на овој човек, да ви кажам. Ја имам лично искуство од касните 80 години и ја ги видов на дело бугарите во Бугарија, кога сум бил член на државна делегација на Југославија во Бугарија. Во некоја друга прилика ќе зборам. Ама мислам и кајва сум зборел за песната "Како е лепо бити глуп и остани џубре до краја на риблја чорба", која ни беше во културниот дел, а ја бев шеф на културниот дел на делегацијата. Ги надмудривме бугарите. Тие не признават македонец. Викат, ами Сотир не е, вика, македонец. Готово, немам јас ништо. Се трудев ја овие 2-3 години, укажував ја.
од конјската опашка, од свастиката, од се, од звездата комунистичка, они ги користат ги, а после, не, тоа е идеологија, ние не сме нацисти, ние, тоа е комунизам, идеологијата, не. Значи, они се лицемерни, они се кварни и они 160 години не малтретираат, сакаш по национална, сакаш по државна, сакаш по идентитетска основа. Ова има некоја цел. Македонија на македонците. Ова, не знам, ја за Мара Бунева никад... Интересно што беше на бугарско знаме, долу на тјошот имаше бугарско знаме. Па, видиш како си приметил? Да. Видиш како? Браво! Значи, ова има некоја цел, ама гони ги тамо. Нека кажат, Македонија е држава. Во Македонија живеат македонци, зборуваат македонски јазик. Историјата е нивна, не може да им се мешаме. Секи им признавам на бугарите. Додека тоа не го направат, додека ми се мешат во историјата, во образованието, јас веќе ги игнорирам. Ја им кажав и на само вистина. Со бугари веќе не расправам. А порано, на еден начин бев кукла, имам 10 емисии и со бугари се расправам. Па ми дојде преку глава, бе, јон. Така, наискрено ти кажувам. Така да, нека кажуват они што сакат, да видиме дела од нив. Игнорирањето е добра работа, никад човек не може сакаш да кафе нека испијат. Кафе нека испијат у Брисел и да не пуштат. Господине Костов, како ќе ја прокоментирате информацијата која што прострои во јавноста, а тоа е дека поранешниот лидер на СДСМ и поранешен премиер Зоран Заев му поставил ултиматум на Димитар Ковачевски да се повлече од лидерската функција во СДСМ и тоа најкасно до 20 јануари. Ковачевски према нашите извори одбил тоа да го направи. Што е тоа што сега пред избори се појавуваат ваквите превирања? Дали ова е поради различните погледи како да се настапи на престојните парламентарни и претседателски избори, можеби? Види, јас сум принципиелен. Кога одбивам некои внатрешни прашања во ВМРО да ги коментирам, треба поред да одбивам и СДСМ. И за СДСМ. Ама вака, тоа се внатре партиски превирања во СДСМ, почнати се од минатата година за нова година, крај декември, почеток јануари, значи 2023 година, а од тога се створија најмалку 2 линии, 2 правца за состојбите во партијата и како ја практицираат власта, и сега знаеш како, тоа повлекува кланови. На едната страна се министерот за внатрешни Заев и тие што се со нив, на другата страна Ковачевски, генералниот секретар и останати. Вие гледате сега. Едно кажува Ковачевски, друго кажува министерот за одбрана. Што ви кажува тоа? Министерот за одбрана е со другиот клан. Така да тоа се превривања во партијата, нека се ги направат и едноставно таму сега ќе има голема тепачка кој да биде кандидат за председател. Ќе мора да го истакнат. Ако од Дуи тука не ги победе, па албанец им наметне. И ја посакувам да си ја средат партијата. Они сега ќе доживеат дебакл на овие избори, под услов да не се направи фалсификат. И ја за социјалдемократијата имам многу високо мислење, ама на шведската, скандинавската, светската, а не за македонската. Таа е empty, таа е battery low, таа нема есенција. Ама, како совесен аналитичар, јас сакам СДС да се регенерира. СДС, ако не била добра власт, нека биде добра опозиција, за да стане некогаш и добра власт. Толку, лично не би одел. Заев и се е можно. Еве, на крајот. Заев и се е можно. Скопска и се е можно, така. Како ќе го прокоментирате сознанието дека конфискуваниот имот од 3 стана и гаража во водно на Сашо Мијалков во случајот Империја, а кои станови беа на аукција, односно јавно наддавани, а ги купил неговиот син Јордан Мијалков? Може би тук ќе ве разочарам. Човек што растори партија национална и држава, не сакам да го коментирам. Изигрување и човек што го измисли, како се викаше, затворски туризам. Тој ги изигрува сите законски норми и имотот конфискуван сам се го купува. Брука, срамота за власта. Што да кажам друго? Господине Костов,
Вие сте познат експерт за избор, имате пишувано и книги дури за тоа. Да. Дали можете имате некакви сознанија кои ќе бидат носителите на листите во изборните единици од политичките партии кои ќе претендираат да освојат преференции? Ако не, би сакале да ја слушнеме вашата прогноза? Не ставаш го тесно. Види, прво вака да ве подсетам. Прв човек кој се одважи, тоа е стратегија, тоа е лидер, Мицкоски многу да ме каже, јас се кандидирам во единица и ќе предводам листата. Значи, веќе не е шпицен кандидат, него човекот си е вистински лидер и ќе предводи ВМРО во единицата. Помина месеци, Ковачевски потврди дека и тој во единицата и од кога виде дека двицата лидери на двете големи партии и знаеш, малата партија, ова левица, и тој кажа дека ќе. Еве ти тројца, значи. Да. Во двојка претпоставувам дека знам ќе ја предводи Максим, градоначалникот на Куманово. Бидејќи тоа е нормално. Тоа е нормално. Тој и ако сака да се го заврши мандатот, ќе постигне успех или нема да постигне, ќе го даде своето место во парламентот, ќе си продолжи да биде градоначалник. Имам сознание за други, ама не е вред, нема да бидам сериозен ако сега ви ги соопштам, особено тројката за ВМРО да помне, ама сега не е коректно. Ајде да почекаме наредното интервју. Се уште се на база на шпекулирање и нема да бидам фер кон самиот себе и кон македонската јавност да изигравам баба Вања и да кажувам. Еве што имам сознанија, а од контактите со политичките субјекти со кои соработувам, а јас со многу соработувам. Млади луѓе со дигнитет, луѓе со авторитет, луѓе со стручна експертиза на овие избори ќе ни дојдат. Правенствено мислам на опозицијата. Сега за власта што ќе кажам? Ако СДСМ се одважи ова гарнитура да ја смени, која е срамна, ја ставивме на столбот на срама, за промена на име, на устав, на се. И ставе нови, млади дечки, мора да ги имаат, и они може да се надеват во иднина нешто да се случи. Дуи ќе оди со корумпирани луѓе. Дуи не може да смени кандидати. Они мора да се спасат имунитет да добијат, за да не бидат судени, процесуирани. Опозицијата албанска, ќе ги има овие трите лидери, да видам искрено кои не се така лош. Уште 2005 сум работел со Меджити, као младо момче, кога еден меѓународен проект спроведувавме мирење на штабовите, ја и Тони Поповски, бившиот министер за екологија од Алтернатива. Мирење на ВМРО и СДСМ, на ДУИ и ДПА. Тогаш го запознав него и видов дека има нешто во него. После малку скрена, да бидам искрен, ама еве сега се враќа во некоја нормала. Ќе видиме. Така да, ја очекувам, преска ви реков, посакувам смена на генерации. Ја видов таа смена на генерации во ВМРО. Јас ја гледам таа свежина, колку и да не ги сакаме овие две партии, Левица и Знам за наша Македонија. Чувствувам свежина. Јавам повеќе не е коректно да зборувам, бидејќи ја никој пат не се бавам со шпекулации. После емисијата, она што ти ја спомнав, тројка ќе ти ја кажа. Нека ми просте јавност. Останува времето. Знаеш, има едно народско, прле пред магаре не треба да истрачи. На моја критика, на моја сметка го кажувам. Повели Бети. Господине Костов, ви благодариме за одвоеното време. Верувам како и секогаш го задржавме вниманието кај сите наши ценети слушатели и гледачи. Вам и на вашата фамилија ви посакуваме секое добро, среќна нека е годинава пред нас, среќна и просперитетна нека ви е Василица. Пријатно до слушање и скоро довидување овде на Македонски корен. Бети, и јон ви благодарам, исто и јас ви посакувам и повеќе вам. На крај морам да се извинам на вашата јавност, на вашите слушаци и гледачи за минатиот пат кога утнавме, поради моја техничка неукос не ја погодивме работава.
Денеска едно делче се извадив, ако соработуваме и понатаму, ќе гледам да се Ќе извадам. соработуваме, му борчите капе Целост. на господин Страшо Ангеловски, спасителот. Да, знам, ми кажавте, Страшко е прва лига, да ви кажам. И штета што малку повеќе не е инволвиран во политиката, сум го карал јас него, ја и он сме соработници од пред 30 години. Страшко е вистински пример за политичар, да ви кажам. И му благодарам што направил успешна и подобра замена. Со господинот Ангеловски ја започнав соработката 2001 година, кога беше рамковниот договор. Да. Имавме незаборавно одлично интервју тогаш. Па не, гледајте го. Прво, он е најдобар ретор, еден од најдобрите ретори у Македонија. Да. Гледајте му ги тезите. Исправни. Македонски. Национал. Гледајте му е културата. Никој пат не навреде. Одма анализа ќе ти дадам и социолошка, и политичка, и психолошка. Човек на место. Човек на место. Така е. Да сте ми живи и здрави. Поздрав. Секој добро. Поздрав, се најдобро. Поздрав.